Го следите најновото издание на регионалните вести. Тетово втор ден се дави во загаден воздух, а во утринските часови е обвиен во чад. Концентрациите на штетните честички во воздухот се за 2,5 пати поголеми од дозволените граници. Изворот на загадување се уште не е откриен. Старата рана пак се отвори. Втор ден тетовци се гушат во загаден воздух каде концентрацијата на штетните честички е за 2,5 пати поголема од максималните граници. Во утринските часови градот е обвиен во чад кој доаѓа од долниот дел на Тетово. Граѓаните претпоставуваат дека повторно се пали сметот кај претоварната станица, која сега е лоцирана кај Тетовски Требош. Џубрето како да беше запалено, џубрето пак како порано. Избави имаше голема. Горење на џубриште. Па депонијава га запалиле. Мирисаше и пенџери не можевме да отвориме, точно приметивме тоа. На претоварната станица поради честите дефекти сметот наместо во големите контенери се истори таложи на земја. Од јавното комунално предпријатие уверуваат дека не се пали сметот во станицата, затоа што истата е оградена и постојано дежура чувар. Здравствените работници апелираат што поскоро да се најде изворот на загадување. Апсолутно инспекторите може да го тоа пронајдат, треба да направат една обиколка поголема, не само низ градов, него и околу градот, и ќе се види од каде изворот на овие загадувања. Од општина Тетово велат дека инспекторите при општинскиот инспекторат од утринава се на терен и се обидуваат да го лоцираат изворот на загадување. Во меѓувреме доставена пријава до СВР Тетово, за да се направи навремена истрага за откривање и санкционирање на сторителот или сторителите. Тетовци изминативе 4 месеци дишеа чист воздух. Последното загадување беше евидентирано на 4 мај, кога седнодневната концентрација изнесувала 53 микрограми на метар кубен воздух. Учениците со посебни потреби активно да се вклучат во редовната настава, вклучувајќи ги и спортските активности. Во рамки на проектот Инклузивен спорт, наша реалност, денес на спортскиот центар во Тетово, деца со посебни потреби вежба атлетика заедно со наставниците и другите ученици. Ние сме локална организација кој функционираме во регионот на Тетово. Се работи за Сдруженијето Активен живот или Active Life на англиски го викаме, кој се бави со проблематиката на лицата со посебни потреби. Со статус не сме ограничени, работиме на проекти на спорт, култура и разно. Во моментот сме на една имплементација на проект финансиран од страна на Европска Унија преку Полио Плюс, која е една голема невладина во ниво на Македонија, каде што имаме веќе 10 проекти од 10 различни организации. Дел од тој грант сме и ние од Тетово, се работи за проект Инклузивен спорт, наша реалност. Што значи веќе Европска Унија веќе има препораки, бидејќи ние сме веќе потписници на Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби од 2011. Фактички наша држава нема направено такви притисоци против тоа и веќе се практикува од нивна страна децава да се вклучат во сите редовни настави со другите деца, без разлика на нивната попреченост. Нормално кај нас поради разни пречки услови на училиштава, недоволно педагози или ред други, не е доволна свеста подигната и овој проект трае 5 месеци. Веќе вршиме обуки со професорите по физичка култура, сме ги вклучили педагозите и дефектолозите во тие. Исто така имаме и 3 спортски активности, каде ќе биде денеска атлетика, ќе има и кошарка, ќе бидете известени и ќе има голбал за слепи лица. Тетовската полиција соопшти денес дека во периодот имаат спроведено зачестени активности кои резултирале со приведување на 70 на луѓе кои користат или продаваат дрога. Вчера е приведен 29 годишник од Тетово, кај кого дома е најден хероин и хашиш. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 18 часот и 30 минути на улицата Видо Смилевски Батов во близина на Тетовско основно училиште го забележале 29 годишникот на мотоцикл. Кога полицајците се доближиле до него, тој почел да бега, при што фрлил пиштол Браунинг калибар 7,65 мм со рамка со 4 куршуми, што ги поседувал без дозвола. Нешто подоцна бил фатен и лишен од слобода, а при преглед на мотоциклот под седиштето пронајден му е и нож.
Потоа е извршен претрез во неговиот дом, при што пронајдени се 2 дигитални ваги, хероин и хашиш. Сето пронајдено и одземено ќе се вешта, чија 29 годишникот е задржан во полициската станица Тетово, пошто ќе се соочи со соодветен поднесок. Приведениот 29 годишник е еден од 70 лица на Тетовско-гостиварското подрачје, кои изминативе 2 недели се приведени поради сумневање за инволвираност во продажба или користење претежно марихуана, но и хероин и кокаин, соопшти денес потпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Во најголем број случаи станува збор за лица од Тетово и Гостивар, како и од повеќе села во регионот на возраст од 15 до 46 години, кои поседувале или користеле наркотични дроги. По целосното расчистување на сите поединости против откриените лица ќе следуваат поднесоци. Интензивните координирани активности за откривање и законско санкционирање на лицата кои поседуваат, продаваат или уживаат наркотични средства продолжува и понатаму, соопшти СВР Тетово. Сообраќајка на 2 возила и една незгода поради бездомно куче евидентира тетовската полиција. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 18 часот и 30 минути на улицата Видо Смилевски Батов во близина на Тетовско основно училиште го забележале 29 годишникот на мотоцикл. Кога полицајците се доближиле до него, тој почел да бега, при што фрлил пиштол Браунинг калибар 7,65 мм со рамка со 4 куршуми, што ги поседувал без дозвола. Нешто подоцна бил фатен и лишен од слобода, а при преглед на мотоциклот под седиштето пронајден му е и нож. Потоа е извршен претрез во неговиот дом, при што пронајдени се 2 дигитални ваги, хероин и хашиш. Сето пронајдено и одземено ќе се вешта, чија 29 годишникот е задржан во полициската станица Тетово, пошто ќе се соочи со соодветен поднесок. Приведениот 29 годишник е еден од 70 лица на Тетовско-гостиварското подрачје, кои изминативе 2 недели се приведени поради сумневање за инволвираност во продажба или користење претежно марихуана, но и хероин и кокаин, соопшти денес потпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Во најголем број случаи станува збор за лица од Тетово и Гостивар, како и од повеќе села во регионот на возраст од 15 до 46 години, кои поседувале или користеле наркотични дроги. По целосното расчистување на сите поединости против откриените лица ќе следуваат поднесоци. Интензивните координирани активности за откривање и законско санкционирање на лицата кои поседуваат, продаваат или уживаат наркотични средства продолжува и понатаму, соопшти СВР Тетово. Летните месеци поради престојот на печалбарите вообичаено во Гостивар се рекордни по издадени пасоши и лични карти. Во јули и август имало двојно па и тројно повеќе барања за лични документи. Доаѓањето на иселениците во родниот крај секој лето го зголемува обемот на работа на шалтерите на службата за издавање на лични документи во Гостивар. Податоците потврдуваат дека тоа било случај и во изминатите 2 месеци. Во одсекот за управни работи во јули биле поднесени 1817 барања за изготвување на лични карти, додека во август 1911. Бројката е двојно поголема споредено со јуни, кога биле поднесени околу 900 барања. Што се однесува до пасошите, во јуни биле поднесени 1724 барања, во јули бројката рипнала на 4147, а во август имало 3881 барање. Одсекот за управни работи во летните месеци, а така ќе биде и во наредниот период, работеше во 2 смени од 7 до 21 часот и 30 минути, со цел да им излезе во пресрет на сите граѓани, дотолку повеќе што во овие 3 месеци беше најголем бројот на барањата, пред се поради доаѓањето на времено вработените од странство. Стои во информацијата од МВР. Во Тетово се отвори невролошка специјалистичка амбуланта на доктор Даниела Војтикив-Самуиловска. Познатиот тетовски невролог со апел пациентите да се носат на навремени контроли, скрининзи и прегледи. Тетово ја доби првата невролошка специјалистичка амбуланта која на граѓаните им нуди комплетна дијагностика на невролошките заболувања и соодветен третман. Истата ќе нуди и домашна поседа во однос на прегледот и на терапијата. За прв пат во градот, на едно место, сите невролошки процедури,
брзо, се надеваме ефикасно, нели? При што пациентите ќе добијат и брз, ефикасен третман. Ординацијата нуди повеќе услуги, нормално, невролошки статус, преглед невролошки, потоа кратка евалуација на когнитивниот статус, што се однесува, го покриваме полето на деменции, што е сега многу актуелно. Од диагностика имаме електроенцефалографија и тоа правиме електроенцефалографија нативна, во будна состојба, по потреба, каде е потребно и во сон, и нормално видео ЕЕГ, краткотраен мониторинг. Освен тоа, правиме и ултразвучен преглед на вратните екстракранијални крвни садови, што е многу актуелно сега во превенција на мозочниот удар. Во најава ни е и електромионеврографот. Тоа е апарат кој овозможува комплетна диагноза, кога зборуваме за болести на мускулниот систем и на невромускулната спојка, така што сакаме да бидеме целосни, ефикасни и пациентите нормално да бидат задоволни. Нашите пациенти најчесто се врзани за постела, тешко подвижни, така што организираме и домашна посета и во однос на прегледот и во однос на терапијата, дел од апаратите ни се портабл, тоа значи се подвижни и може да се изврши преглед и во домашни услови. Доктор Даниела го истакнува значењето на превенцијата на болестите, скринингот и навремениот третман. И затоа советувам, навремено јавување на преглед, во очување при првите симптоми реакција и најважно пациентите да не се чуваат во домашни услови. Постои тренд во нашава средина пациентите со деменција да бидат дома затворени, постои тренд пациентите со мозочен удар да се лекуваат во домашни услови и така натаму. Би замолила, би апелирала, пациентите да се носат на навремени контроли, скрининзи и прегледи со цел да го подигнеме нивото на квалитетот на услуга. Новоотворената амбуланта ќе работи секој работен ден од 8 до 14 часот и во сабота од 9 до 14 часот. По потреба термини за пациентите ќе бидат закажувани во било кое време. Предпријатието за бој лакови Дараком во пресрет на одбележување на својот 25 годишен јубилеј отвори нов продажен салон. Во истиот тетовци ќе можат да најдат она што и досега го купуваа во Дараком, плюс рачен и електричен алат. Престојниот јубилеј од 25 години постоење на тетовскиот бренд Дараком, предпријатието го одбележува со отворање на нов продажен салон со локација во салата во близина на спортскиот центар во Тетово. На 300 метри квадратни вкупна површина се изложени околу 1000 артикли со проширен асортиман на рачни и електрични алати од познати брендови. Површината на овој локал е некаде околу 330 квадрати. Целта беше да робата да биде поголем простор за да може да биде целосно изложена. Имаме доволно простори по дуќаните наши што ни се продавниците досегашни, само тие беа некако мали и збиени, така да немаше доволно увид купувачот кој што е и кај. Сега има доволно простор, дури и нешто има проширен асортиман у смисол на те алати, електрични работи. Така да биде, сакав да биде малку по-широко и по-опфатено, фактички да има за едно домаќинство све и се што за продавницата. Кој ќе влезе човек да може да купувач да не искочи незадоволен и да нешто да му нема. Почетоците на формирање на Дараком се случиле пред речиси 25 години. Од мака како на шега, токму на 1 април. Преку макотрпна работа и многу долг пат до целта. Дараком денес е бренд во својата област. Со самата транзиција што беше настаната во тогашна Југославија, распадот на Југославија, Македонија ми е како самостојна држава. Прво што ги фати, да речеме тоа, проблемите ги фатија трговските предпријатија, фирми како што беше и мојата Технопромет, матична фирма. И сакал не сакал морав да се пуштам у овој бизнис, у оваа работа. Прво почнам со едно дуќанче мало таму од 20 на квадрати, кај што работаме долго и години. После него се редија уште една продавница доле спроти градскиот пазар. Покасно малку и спроти Тетовчанка на таа улица, на Благоја Тоска. Со други зборови, самата работа ни диктираше што да треба да се работи и како треба да се работи. Тоа
фирма, ние како фирма почнаме само со 1-2 вработени, подоцна почна да се шири фирмата, самите работи налага е да се прошириме поише со возила, со луѓе, додавме до цифра некаде околу 30 вработени, со магазин, со 3 продавници, дистрибуција на роба на продукти низ цела Македонија. За сега, до сега барем успешно извршуваме таа работа и се надевам дека и понатаму ќе ја гураме како што треба да биде. Битката за задржување на високото место на пазарот продолжува и понатаму. Новоотворениот продажен салон на Дараком е четврти во градот. Во Гостивар утре вечер ќе се одржи промоција на збирката раскази од Дејан Крстески. Книгата содржи 40 раскази во кои се мешаат општочовечки потраги и филозофски прашања. Гостиварецот Дејан Крстески утре вечер пред љубителите на пишаниот збор во Гостивар ќе ја промовира својата трета книга, збирката раскази Чист хероин во издание на ПНВ публикации. Во ова дело се поместени 40 раскази, во кои се мешаат општо човечки потраги и филозофски прашања со длабоки лични доживувања на низа разбранувани емотивни состојби. Професор доктор Ана Мартиновска во рецензијата за книгата пишува: очигледно авторот го обседнуваат темите за минливоста на времето и животот како чекање на смртта, дарбата како проклетство, егоизмот на луѓето денес, насилството од навидум банални причини, човештвото заталкано некаде помеѓу хедонизмот и безчувствителноста, совеста и сите други магионичарски трикови, преку кои ја изведува својата потрага по смислата на животот. Промоцијата на книгата ќе се одржи во галеријата Култ со почеток во 19 часот. Дејан Крстески е добитник на повеќе литературни награди и признанија. Освен Чист хероин ги има издадено стихозбирката Луѓе без лица и збирката раскази Поглед кон небото. Утре во црквата Свети Никола во Тетово со почеток во 10 часот ќе се одржи одбележување на годишнина од убиството од двајцата партизани заробени во битката за Беличица во 1944 година. Времето денес беше сончево со мала облачност и топло. Дуваше и слаб ветер претежно од источен правец. Утринската температура се движеше од 6 до 14, а дневната од 26 до 32 степени. УВ индексот беше со вредност 6. И утре ќе имаме стабилно суво и топло време. Утринската температура ќе се движи од 5 до 12, а дневната од 23 до 31 степен Целзиусов. УВ индексот ќе биде со вредност 6. Вестите ги завршуваме овде. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.